За 50% намалено производството на ореви заради неповолните временски услови оваа пролет. Стојан Гицев од село Крупиште вели во своето место на живење имал 3 дрва ореви, но оваа година производството е преполовено. Сланата во месец март ги уништи оревите, па сега вели едва има по некој килограм за неговите постојани муштерии. Ретко. Слабо, али најдуваме се некако да ги обезбедиме муштериите, да не бидат одиемски муштерии, да не бидат извисени, да речат лани имаше, сега нема. А од тие слава? Фана една слана март месец и баш од цвето. Од цвте аврасите ги попарира да ги изгореди и затоа нема род. За колко е намалено производството? 50%. За 50%. Ви од каде сте? Крупиште. Сега добро има, разбираш, тие комшиите само некои што имат нешто наше, разбираш, нешто земе, важно има на тези. Добра клима и наводнување. Гице вели ова се двата главни фактори кои влијаат за добро производство. Иако се родат доволно ореви, потребно е време да се искршат и да се продаваат само јатки. Гицев посочува дека треба да се знае техниката за кршење на ореви. Додава дека поисплатливо е да се купуваат јатки отколку некршени ореви. Оти од 3 килограми ореви се добива 1 килограм јатки. Бара добра клима. И ако е ран, може да се разцъпте, да се отвори, да се разцъпте. И му падне слано, паре го не може да завръзе, не може да оплода. А еве сега пред празниците се бараат ли јатки ореви? Па барат се лани. Лани поредко, оваа година, прошлиот петок продаде 8 кила. И вчера цел ден креши вие да ги направам, па колку ќе се потрошат на. Очекувате ли да се зголеми побарувачката пред празниците? Па очекувам. Побарувачката на ореви се очекува да се зголеми пред празниците кога се купуваат во поголема количина. Килограм некршени ореви се продаваа по цена од 150 денари за килограм, а јатки за 500 денари од килограм.